Стекнатото реноме на најголема и најуспешна компанија Амфенол успешно го надоградуваше и во текот на 2019 година. Раководниот и стручен кадар заедно со вработените успеа да ги подобрат показателите во сите сегменти од работењето, што е потврда за вистинскиот правец во кој се движи најзначајната странска инвестиција во крајниот источен дел од државата. Конкретно, минатата 2019 година компанијата Амфенол ја заврши со одлични производствено-финансиски резултати, кои се основ на остварување на развојните определби преку нови инвестиции и отворање нови работни места. Во својот осврт на исклучително добрите постигнувања, директорот Сашко Наков посебно нагласи: резултатите за Амфенол Технолоджи Македонија во 2019 се одлични. Во склоп на нашите очекувања, дури повеќе од тоа, остварен е раст приближно околу 20% споредено со 2018. Достигнавме бројка преку 1800 вработени, кој што перманентно се зголемува, и реализиравме извоз со кој што сме меѓу првите 10 извозници во Македонија. Така да, мислам дека сите тие показатели се одлични. Инвестициите само за минатата година се 4,5 милиони евра, инвестиции без згради, само во опрема, што достигна 20 милиони вкупни инвестиции на Амфенол во Македонија во изминатиот период. Тоа е резултат на напорна работа на сите вработени. Јас сакам јавно да им се заблагодарам на сите вработени во Амфенол, што допринеле за ова, и пред се за мојот тим, кој што исто со едни зголемени напори и посветена работа успеваме да ги реализираме таргетите и барањата кои што се и од купувачите и од нашите акционери. Наков го сподели податокот дека Амфенол остварува до 25% деловна соработка со домашни фирми и компании, што преточено во средства на годишно ниво надминува 12 милиони евра или месечно по околу 1 милион евра, плюс плати за вработените и даноци кон државата. Во 2019 ние сме обезбедиле, дале и исплатиле услуги и стоки во износ од 12 милиони и 100 илјади евра за 2019. Тоа значи дека во просек секој месец само за домашни компании сме имале обрат, односно сме им обезбедиле работа во износ од 1 милион евра секој месец. Плюс на тоа платите за вработените кои што исто така се директен инпут на македонската економија, плюс даноци и сите тие други давачи кои што се подмирени секако на време. Значи, важноста сакат со ова околу 25% од обемот што го имаме за набавки го реализираме со домашни компании, што не е за подценување, и овој износ постојано се зголемува од година во година. Јас очекувам дека ова 2020 износот ќе биде поголем. И за 2020 година плановите се мощно амбициозни и ја задржуваат развојната компонента од аспект на нови инвестиции, нови вработувања и зголемување на производството и извозот. Во 2020 плановите се да зголемиме бројот на вработени, да дојдеме некаде сигурно уште 300 нови зголемување на нови вработени. Имаме нови линии за проекти кои што се за автомобилската индустрија. Имаме проекти нови за комплетно нов погон или нова бизнес юнит, што викаме деловна единица, Амфенол FTG. Луѓето се на обука во Германија, опремата треба да стигне недела 9, тоа е крајот на февруари, и веќе од март да се стартува со редовното производство, и мислам дека за сега не гледам пречки дека тоа не би се реализирало. Мислам дека сите проекти кои што ги имаме планирано се во фаза на подготовка и реализација ќе дојде во текот на 2020. Мислам дека до август голем дел од проекти ќе бидат реализирани. Директорот Наков ја истакна взаемно корисната соработка со Средното општинско училиште Гошо Викентиев во образувањето на кадри за потребите на компанијата преку најсовремена лабораториска настава, како и перманентната грижа за вработените, преку зголемување на платите и обезбедување на други придобивки кои многу им значат.